Денес е 15. мај 2022 година и како што гледате се наоѓаме пред собранието на провинцијата Онтарио во Канада и денеска се собираме да протестираме под мотото за слободна Македонија со цел да го искажеме својот глас против сите неправилни, незаконски, нелегитимни договори кои власта и режимот во нашата татковина Република Македонија ги имаат направено последниве неколку години, почнувајќи со менување на уставот, па промена на името на нашата татковина Република Македонија, па договорот со Бугарија, па може да се надоврзи тука и двојазичност и така натаму, работи кои навлегуваат длабоко во националните чувства на сите македонци, каде да сме, без разлика дали во татковината или надвор од татковината, меѓутоа толку многу не засега, затоа еве се собираме тука преку нашето присуство, говори и една повелба која ќе биде прочитана на крај, да го искажеме нашиот став. Господ Исус Христос нека го благослови овој се македонски протест, да ве благослови сите вас што дојдовте на овој ден, да искажеме нашата чест, нашето поштовање према нашата држава, према нашата црква и према нашата нација. Браќа и сестри македонци, црквите што ги направивме во диаспората, ги направивме ние, македонците, не ни дадоа на готово цркви и затоа имаме потполно право да се избориме до еден македонец, да го побараме своето право, да си останеме како автокефална македонска православна црква со начело како досега што се именуваше и титулираше нашиот архиепископ Господин Стефан, архиепископ на Македонската православна црква. Такви да се останете, така да живееме, такви да се продолжиме да живееме во оваа диаспора, во оваа Канада, да го кажуваме секаде тоа, ние сме македонци. Како такви сме признаети во Канада, како такви се нашите цркви регистрирани, како такви да ни останат и никако да не прифатиме никаква додавка под северна и по некоја друга юрисдикција. Да ми сте благословени. Христос воскресе! Со така наречениот договор за добрососедство со Бугарија ни се наметнува самоуништување како посебен народ со тоа што од нас се бара преку препуштање нашата древна историја претходно на Грција, сега препуштање на Бугарија да присвои нашата историја од средновековието до 1945 година. И конечно, пред некој ден, психолошката војна продолжи со наводното простување на нашето црковно расколништво.
но под услов во името на идната признаена црква воопшто да не се користи името Македонија и изведенките од тоа име. Сите овие психолошки тежини и неправди имаат голем удел во потиштеноста и чувството на бес, но и чувство на безпомошност кај македонскиот народ. Затоа се покажа потребата да го дигнеме нашиот глас против сите неправди преку еден ваков протест со надеж дека ќе го охрабриме нашиот народ во Република Македонија конечно да си ја превземе својата иднина во своји раце. Како што реков и претходно, еден од предложувачите на овој протест, но и човекот кој најповеќе се вложи за успех на истиот, е Ристо Дурловски и затоа го повикувам да ви се обрати. Денес се собравме овде пред ова значајно место во нашата нова татковина во Канада да испратиме значајни пораки до сите оние кои ќе го видат и проследат овој настав. Пораката е кратка и јасна. Македонија на македонците. Ништо повеќе и ништо помалце. Да живее Македонија. Преспанскиот договор е добар само за другата страна, но не и за нас. Час поскоро мораме да го поништиме и да ги вратиме нашите македонски корени и белези. Ние сме доволно свесни за да знаеме кои сме, што сме и докаде сме. Никогаш северна, само Македонија. Денеска во нашата стара татковина, односно во Македонија, единствена светла точка е спортот, односно фудбалот, ракометот, како и некои други спортски дисциплини. Со волја на Бога, често пати знаеме да бидеме многу подобри од тоа што мислат за нас другите. Па затоа пред нас паѓаат на колена големи сили како што се Италија, Германија, Англија и други. За многу години, мој народе, еден ден покрај спортот ќе бидеме подобри и на многу други полини. Благодарам и само напред. Почитувани македонки и македонци, би сакала да ве поздравам со овој топол, пролетен, мајски поздрав. А се што сакам да ви кажам, ќе ви пренесам, ќе ве поздравам и ќе ви кажам со мојата песна кон татковината. Високо ги подавам рацете кон Твоето небо, за да можам во сонот пак да бидам со Тебе. За да можам со мислите да Те доближам. За да можам со желбите да Ти ги честитам Твоите светли празници. Илингден, Октомври ден, Гоце ден, Даме ден, Јане ден, Климентов ден, денови, слободарски, златозрачни, светозарни сонца на Македонија. Далечна придружничка на моето деноноќие си ти. Како една звезда недостижна, како златокоса убавица среде Балканот, како утринска воздишка, како вечерна молитва, како неделна лекција, како песна зачната во срцево моје, со сето моје постоење, со Тебе сум, во Тебе сум, татковино моја сакана Македонио, татковино, мајковино, дедовино, биди вечна со Твоето старо исконско име, Македонија и само Македонија. Од името на Леринското друштво, тука сум да ви рече сполајти што дојдовте денес и општо на цел македонскиот народ. Леринското друштво се бори за човекови права и културата. Зборо Македонија, таа е нашата култура. Тоа знаме што лупулите тука, тоа е нашата култура. Да живее Македонија, да живее македонскиот народ, да сме живи и здрави. Сполаѓи ново. Подсетувајќи дека македонците од целиот свет се гордеат на своето исконско име, македонци, и тоа е единственото име со кое сакаат да бидат именувани. Свесни дека македонскиот народ и држава
имаат само едно име – македонци, односно Македонија со уставната категорија Република. Забележувајќи дека никој, вклучително и владата на Република Македонија, никогаш немал легитимно нити морално право да преговара за менување на македонското име или да разговара со некого околу некакви наводни разлики околу името на македонскиот народ и држава. Почитувајќи го природното право на секој народ и држава да си го избира своето народносно, национално и државно име, поддржувајќи ја определбата на македонскиот народ да не прифаќа никакви измени, додавки или придавки на името Македонија, тоест македонци, кое беше и потврдено на првиот референдум на 8 септември 1991 година, а Собранието на Република Македонија со декларација од 17 септември истата година ја потврди народната волја, што потоа се изрази со Уставот на Република Македонија, донесен на 17 ноември 1991 година и неуспешниот референдум на 30 септември 2018 година, кога мнозинството македонци одбија да учествуваат во самоуништувањето. Ние, учесниците на овој протест на 15 мај 2022 година, како представници на македонските црковни општини, организации и издруженија, собрани пред Собранието на провинцијата Онтарио во Торонто, под паролата за слободна Македонија, го освојуваме и обнародуваме следниот проглас. За неменливост на името Македонија, односно Република Македонија, и сите придавки произлегуваат од тоа име, неменливост на името на Македонската православна црква и целосно заштитување на македонските национални интереси при изнаоѓањето македонски пат кон иднината. Прво, даваме целосна поддршка на македонскиот народ во Република Македонија преку протести да го искаже своето несагласување со велепредавничката политика на хунтата на СДСМ ДУИ, предводена од велепредавниците Заев, Ковачевски, Ахмети. Целта треба да биде воспоставување привремена влада за национален спас, која во најскоро можно време ќе организира слободни избори. Четврто, привремената влада за национален спас мора веднаш да ги ослободи сите политички затвореници во Република Македонија, вклучително сите уставобранители. Пето, идната влада на Република Македонија веднаш, безусловно и неотповикливо да ги извести Организацијата Обединети нации дека Република Македонија ќе го продолжи своето членство во Организацијата Обединети нации и во сите други меѓународни организации, исклучиво под своето историско име Македонија, со уставната определба Република, и дека повеќе нема да прифаќа привремени, понижувачки и наметнати имења. Шесто, истата влада и Собранието на Република Македонија да ја поддржат важноста на декларацијата, тоест одлуката од 3 јули 1992 година и со нова одлука да се обврзе сегашната и секоја идна влада да не смее никој и во никој случај да разговара за менување на името или да разговара за разлики околу името со ниедна друга држава или меѓународна организација. Идната влада и Собранието на Република Македонија еднострано да ги раскинат сите штетни договори со испраќање нота до Обединетите нации и засегнатите држави. Осмо, истата влада, идната влада и Собранието на Република Македонија да го врати старото македонско знаме со 16 кракото златно сонце, кое постана символ на сплотеност и единство на македонците ширум светот. Девето, подитно идната влада на Република Македонија
треба да отпочне сеопфатна и добро осмислена дипломатска офанзива за целосно свртување на светското јавно мнение на наша страна со вклучување на услугите на некоја светски позната фирма за насочување на јавното мнение во полза на македонската вистина. Да се искористат стручните услуги на врвни стручни лица, вклучително и бројните врвни македонски стручњаци ширум светот. 10. Да се искористи и вклучи во народното дело потенцијалот на македонското иселедништво за лобирање во своите средини, како и за препород на македонското стопенство. Овој проглас се доставува до македонците ширум светот преку јавните гласила и друштвените мрежи. Благодарам.